Почитувани, добре дојдовте на каналот на Пулс Инфо. Време е за едицијата Размислувај глобално, делувај локално. Јас сум Мартин Богатиновски, а денешниот гостин во студиото е министрот за локална самоуправа Златко Пирински. Со него ќе зборуваме за состојбата во министерството, за децентрализацијата, за европските фондови, па и за состојбата во главниот град Скопје, кој што не е баш за фалење. А исто така ќе дознаеме и нешто повеќе за неговите лични амбиции за главниот град. Министре, добре дојавте. Добро ве најдов и благодарам на можноста. Ќе се земам за слобода да речем дека сте шеф на едно прилично неатрактивно министерство. Барем такво глас го бие Министерството за локална самоуправа. Според мене неоправдано, бидејќи сметам дека токму ова министерство може многу повеќе да понуди од она што го досега го нудеше. А и вете, можеби сами ќе признаете дека и едно дете не би сонувало, никој дете не сонува еден ден да биде министер за локална самоуправа. Зошто е тоа така? Зошто е толку поценето ова министерство, а сепак може толку многу да понуди? Најнапред ви благодарам на можноста и што сум дел од оваа ваша емисија. Имавте многу добра најава и мислам дека тоа се основните постулати на Министерството за локална самоуправа. Реално Министерството за локална самоуправа третира две за мене клучни и исклучително битни теми кои што ги тангира граѓаните во целост. Тоа се локалната самоуправа и рамномерниот регионален развој. И практично овие две полиња за работа би требало да ги апсолвираат и решаваат сите секојдневни проблеми на сите граѓани, не само во рамки на локалните самоуправи, туку и регионално. Точно е дека беше девастирано министерството. Зашто е тоа така? Има многу фактори. Мислам, без да бидам погрешно сватен, мислам дека најголем проблем е заради можеби недоволната продуктивност на оние кои што го представувале министерството во минатото. Не сакам никого да навредам со ова и така натака, меѓутоа мислам дека ова министерство, ако се позиционира соодветно во системот на централната власт, и како може да придонесе за покомфорен и поудобен живот за граѓаните од аспект на пред се креирање на политики кои што се однесуваат на локалниот и регионален развој, но и решавање на секојдневните проблеми. Вие знаете дека нашите граѓани, прв официјален функционер кој што наједноставно може да го сретнат на улица е градоначалникот. Токму таа тематика ние како ресор ја тангираме и навистина мислам дека оние работи кои што сакаме да ги смениме во дел на реформите кои што ги предвидуваме во периодот кој што ги следи на ниво на мојот сектор кој што го раководам, и како ќе му дадат дополнителна препознатливост на овој ресор. Тешко беше. Во каква состојба ја наследивте вие функција во Министерството за локална самоуправа? Зашто сте министер, сте околу 6-7 месеци. Неполни 6 месеци, Неполни 6 месеци. Ево искрено ќе ве пофалам и се забележувам, мислам тоа дека во последниве 6-7 месеци доста сте активен, имате конференции, имате активни сте и во медиумите, што не беше случај претходно низ годините, не зборам нели блиска иднина, блиско минато. Што наследивте вие? Како се прешалтавте? Се сменали ли многу работите за тие 6 месеци? Пак да не видам погрешно сватен дека се пред мене не чинело и така натака, меѓутоа состојбата која што ја наследив во суштина и ја одразува реалната визибилност која што ја имаше Министерството за локална самоуправа. Навистина, како што беше и во јавност девастирано и непрепознатливо, така и внатре во рамки на секторите беа неадекватно се реализираа процесите во рамките на своите основни надлежности кои што ги има Министерството. Навистина направивме еден исчекор, пред се му дадовме визибилност, го подигнавме на повисоко ниво, веќе водиме крупни процеси во рамки на секојдневното функционирање на владата, што е огромен императив. И јас секогаш тргам од девизата дека не постои лош војник, постои само лош генерал. Ја не можам да ги осудам вработените за тоа што биле во некоја комфортна зона во изминатите години, едноставно нема сам. Јас се трудам и давам се од себе да го сменам тоа, затоа што ако сакате да бидете солиден менеджер на било која институција, не можете да очекувате све да оди од горе надоле, туку мора да има проактивност
одвработените, затоа што тие се генератори на процесите во рамките на било која институција, не само на министерство, тоа се однесува и на локална самоуправа, па дури и во приватниот сектор. Значи, кога сте одговорни за еден ресор, или сектор, или оделение, од кај вас треба да продуцираат иницијативите во насока на спроведување на законски утврдените надлежности и треба да се генерираат политики врз основа на тоа. Навистина имавме тежок и малкотрпен период и се уште имаме, да не кажам дека све сме завршиле, и јас се надевам дека за многу кратко време ќе министерството ќе биде поставено на солидна основа. Така. Голем дел од европските земји веќе го укинуваат Министерството за локална самоуправа. Каква е судбината на нашето? Идеме натаму? Не го укинуваат Министерството за локална самоуправа. Го преименуваат. Го преименуваат затоа што останатите држави заради нивната, можам да кажам, поголема проактивност и свесност, сватиле дека ако ова министерство третира повеќе политики, повеќе закони, а во титуларот е крстено само за локална самоуправа и не му се даде доволно визибилност во системот, ќе губат средства од страна на структурните фондови кои што самата Европска унија ги дава и во дел на пристапниот пат, но и во дел на полноправно членство и за нивна среќа соодветно реагирале на време и го направиле. Ние се уште губиме? Апсолутно да. Ние многу малку во минатото е посветено на рамномерниот регионален развој. Главниот фокус е на локалната самоуправа и тоа е нешто што ние во периодот кој што ќе следи преку една сеопфатна реформа во рамки на овој ресор ќе го смениме. Зашто го велам ова? Точно е како што споменавте, во многу малку земји има Министерство за локална самоуправа. Обично тие министерства се Министерство за регионален и локален развој или Министерство за регионален развој или Министерство за развој или Министерство за развој и кохезија и така натака и така натака. И се едни од најбитните министерства во рамки на функционирањето на една влада затоа што тие ја детерминираат она материја која што ја споменавме на почетокот, а тоа е рамномерниот регионален развој. На крај на денот таа материја и главниот постулат на таа материја е дека никој не смее да биде оставен. Сите треба да имаат соодветни и идентични услови за живот. Така. Тука е и децентрализацијата, не сега е клучна тема, веќе подолго време се зборува. Како е вашиот став околу ова? Оди процесот во вистинска насока? По суштина процесот на децентрализација кај нас се постои на соодветно ниво и навистина законот за локална самоуправа со утврдените надлежности кои што се трансферираат на локално ниво почива практично на Европската повелба за локална самоуправа и мислам дека е стабилен и вака во консултации и оние секојдневни средби кои што ги имам со градоначалниците не го посочуваат или не бараат повеќе делегирани надлежности и да им се зголеми опфатот на надлежности, туку главната тема на дискусија ни е како да обезбедат повеќе средства за оној модел на субсидијарност во делот на децентрализацијата го спроведуваат да речеме ефикасно. Обично тука секогаш се сопнуваме на таа тема, инаку имаме делегирано околу 12 клучни надлежности за кои што самите локални самоуправи се одговорни и навистина соодветно си се спроведуваат надлежностите. Во делот на фискалната децентрализација, како што споменав, секогаш таа е отворено прашање и нормално е да е така, затоа што никогаш нели доста од средства. Во суштина јас ги разбирам сите потреби на градоначалниците и тој диалог секогаш ќе биде отворен и е отворен, но треба да аргументираме отворено од двете нивоа на власт, и централна и локална власт, со навистина аргументирани позиции. Во суштина не можете да кажете дека процентот на средства кои што следи за локалните самоуправи е мал, а одреден број на градоначалници не соодветно да си колектираат сопствените извори на средствата од сопствените извори на финансирање, значи треба малце да бидеме на реална основа и на некој начин да се најдеме некаде во средина. Така. Кога веќе ги спомнавме градоначалниците, тука е и сега таа интересна тема за сите измените на законот за локална самоуправа, нели вклучува повеќе работи, меѓу кои и отповикување на градоначалник преку референдум, кој што на Скопје не може би им е најпотребно во последно време. За таа работа, што точно би значило тоа и како би функционирало во пракса? Не сме задоволни од градоначалникот. Како се распишува референдум? Тоа треба со двотретинско мнозинство, со
Ќе ми дозволите малце поекстензивен да бидам, но многу е суштинска и битна темата, бидејќи станува збор за системски закон кој што се регулира со 2/3 и бадентера. И закон кој што не е отворен повеќе од 2 децении, што значи дека досега никој како потреба не го препознал дека треба да се моделира. Реков на почетокот дека како системски закон е соодветен и бил резистентен на овие 2 децении, меѓутоа после 20 и неколку години нормално е да требаат одредени модификации. Оваа главна иницијација која што ја споменавте во дел на отповик на градоначалник практично се зароди од потребите на граѓаните. Ама сме го имале тоа. Сме го имале во едно старо решение и како предлог во извештајот на Венецијанската комисија од 2019 стои дека добро е и демократско е граѓаните да имаат можност како алатка за отповик на градоначалник, заради тоа што во моментот сите јавни функционери може да бидат заменети, освен градоначалници. Премиер, председател на држава, сите, буквално сите. Сега, за тоа да се случи, ние го отворивме законот за локална самоуправа. Првата иницијална средба на експертскиот тим со пошироката јавност се случи на 10 овој месец на годишната конференција за децентрализација. Влегуваме во оној консултативен процес преку инклузивност. Следната средба ќе ја правиме на 23 овој месец во Битола и останатите средби ќе бидат после Водици, некаде помеѓу 20 и јануари и 20 февруари. На тие средби ние детектираните слабости ги презентираме пред градоначалниците и пошироката јавност за да ги слушнеме и нивните мислења, затоа што сепак се работи за системски закон неколку пати. Прифатливо е? Апсолутно е прифатливо и на крај на денот и да не е прифатливо за градоначалниците, мене ми е битно да е прифатливо за граѓаните, затоа што никој не смее да трга од позиција дека он е вечен на таа позиција која што во моментот ја застапува, а при тоа не испорачува никакви резултати. А за политичките партии прифатливо да? Јас мислам дека тука сме едногласни во секој поглед. Че двотретинското мнозинство и бадентерот не би представувало проблем. Ние ќе направиме и ќе ги консултираме сите засегнати страни, тоа сите политички структури кои што се парламентарни партии. Ќе разговараме и со нив, ќе разговараме и со Комисијата за локална самоуправа во рамки на парламентот. Меѓутоа ние го усовршуваме законското решение. Ние не ограничуваме ничие право, ниту правиме некаква злоупотреба во насока на ограничување на надлежности и така натака и така натака. Идејата е преку иницијација, значи иницијативност од граѓани, да се соберат одреден број на потписи, тоа ќе треба да го утврди експертскиот тим и врз основа на тие одреден број на потписи собрани да се иницира референдумско прашање. Сакам да се заблагодарам овдека и на UNDP кој што ни е покровител на овој експертски тим и кој што ни придонеси и странски експерт да се вклучи во оваа подготвителна активност која што се однесува на законот за локална самоуправа и мислам дека како решение до собранието ќе го предложиме најкасно до 30 март. Отприлика така ни е тајмлајнот на активности. Добре, еве се одржува референдум, одреден градоначалник е отповикан, веќе не е градоначалник, што се случува потоа? Се распишуваат нови избори. Нови избори или има некој заменик? Се распишуваат нови избори. Така, да. Добро, еве сега да се затршиме на главниот град. Од преска ми е тој во глава. Добро. Затоа што тонеме во проблеми, всушност не тоне скапува во проблеми, смрдат преполнети контењери, касаат кучиња скитници, се менуваат директори како на лента, но еден од главните проблеми секако е градскиот превоз. Нема автобуси, нема нафта, нема делови, има проблеми со приватните превозници, де возат, де не возат. Во однос на нафтата, владата нели минатиот пат реши да помогне, да државните резерви со нафта да ги понуди, но тоа не може да трае вечно, претпоставувам. До кај сме со тој проблем? Вие се сретнавте со Даниел Арсов, со градоначалничката, имавте состанок. Како делуваше тој состанок? Како изгледаше таа седба? Повторно ќе се потрудам да бидам многу внимателен во вордингот, затоа што навистина не сакам да се сватат овие работи кои што ги изразувам како некакво искажување на гнев или сега ќе видиш, апсолутно не ми е тоа ниту целта, ниту намерата, ниту на мене, ниту на премиерот. И во таа насока, мислам дека на почетокот на вториот месец од која ја превземавме власта, раководството на град Скопје го поканивме во рамки на владата да отворено продискутираме за состојбите, да речеме главен фокус тогаш беа проблемите во комунална хигиена, но секако императив беа и проблемите во јавното сообраќајно предпријатие, бидејќи и тогаш ние апелиравме дека за 15 на 20 дена мислам дека почнуваше школската година и бевме свесни со што уствари ќе се соочиме.
Во суштина, сите обвинувања од нивна страна беа упатени кон Советот. Тоа беше во најмала рака несериозно, заради тоа што на комунална хигиена не и треба Советот за вработените во комунална хигиена и самото предпријатие го колектира отпадот од контейнерите и го депонира на соодветна Токму тоа ми локација. беше и следното прашање, че стак го винуваат со време Советот, советниците од град од ВМРО ДПМН во град Скопје, но што би правеле советниците на град Скопје кога станува збор за преполнените контейнерите? Jer нема Значи, Советот на град Скопје си има собствени ингеренции, градоначалникот и раководството и градот Скопје си има собствени ингеренции. Во суштина, оперативниот дел од спроведувањето на активностите секогаш е одговорност на градот Скопје. Ви реков, за ЈСП да вози, му треба возен ред. За комунална хигиена да депонира и одлага отпад од контейнери и треба оперативен план. На колку микролокации има контейнери, толку камиони ни требаат, по некој оперативен план ја работат активност. Сите овие работи не беа неусвоени од Советот. И повторно го имавме ние тој проблем. Во суштина, нашата иницијација за таа средба беше да од нивна страна слушнеме со какви реални проблеми се соочуваат јавните комунални предпријатија и како ние како влада можеме да придонесеме, помогнеме да се надмине проблемов. Ништо од тоа не слушнавме, иако и вие споменавте дека, а и ја негде прочитав дека веќе 30-тиот директор е назначен, што вака малце делува чудно, ако не ги знаете состојбите во јавните комунални предпријатија, точно кој основ ги менувате директорите. Јас не ги бранам директорите, но би требало да има некакви логични објаснувања. Така да кои директори бевте и вие, нели? апсолутно да. Бевте претрпено на собствена која. Тоа е многу интересно, мислам дека сум единствен човек на светот кој што е обвинет за самоволие. Без да каже, без при тоа да имам било каков аргумент да чујам, прво да ми се преведе што значи тоа самоволие. На крај, но тоа е друга тема, затворена за мене, одиме понатака. Само ќе ми дозволите уште една минута на оваа тема. Во моментот Скопје навистина пука по сите шавови, системот на сите основи е дерогиран и верувајте ми дека од следната година, поготово по завршување на локалните избори, ќе има многу поголемо раздвижување, затоа што за решавање и надминување на овие проблеми потребен е исклучиво системски пристап. Парцијално веќе Скопје не може да се реши. Не може да купиме 5 камиони или да репарираме 2 автобуси и така натака и така натака. Мора системски пристап кој што оваа политичка гарнитура ќе го понуди на граѓаните на градот Скопје. Премиерот соопшти една убава вест за Скопје и за сите останати поголеми градови. Веќе најави 100 до 120 автобуси кои што ќе бидат дадени во промет и ќе се дисперзираат согласно одредена пропорција, нели рековме не само за Скопје, бидејќи и не е фер само за Скопје да биде. Но и во иднина ние ќе продолжиме со конкретни, системски и долгорочни мерки за да се надминат сите овие проблеми. И ова не го кажувам декларативно, ве молам уште само 10 секунди, заради тоа што навистина во минатото многу пати се изнаслушувавме дека системски ќе се пристапува. Сега навистина ве уверувам, бидејќи е дел од мојата материја која што ја работам, навистина разработуваме една стратегија која што ќе направи одредени соодветни поместувања во подобрување и зголемување на квалитетот. Тие 120 автобуси, мислите дека се доволно за да се реши колку толку проблеми со градскиот превоз? Тие се стартна позиција која што владата сака да ги помогне по големите локални самоуправи каде што има Зашто за нив ќе треба гориво, за нив ќе треба градски гуми. превоз. Апсолутно, ама не е само тоа. Значи прво беше немање на доволен број на возила. Па после тоа дојде проблемот да нема нафта. Па после тоа ние обезбедивме нафта, па дојде проблемот дека ЈСП е блокирано од доверители. Значи таму не е само еден проблем. Сега да им дадете 300 автобуси на ЈСП, кој ќе точи нафта? Така. Значи, затоа велам, мора системски пристап. Ај веќе маца да ги оставиме на страна автобусиве, да се свртиме на секој ново средство за превоз. Не знам дали видовте изјавата неодамна на министрот за транспорт и врски Александар Николовски, кој рече дека до октомври следната година би можело да стартува тој проект, а тоа е градски воз, односно шинобус. Скопјани постарите се сеќаваат на такво нешто, веќе имало тука во 40 на години, некој плав шинобус кој што се движел од Ѓорче до Железничка, не знам до каде, и ги фаќа носталгија и им се допаѓа такво нешто. Јас сум разговарал со некои луѓе и сме пишували во редакцијава за тоа.
Изводливо ли е такво нешто во главниот град, општиниве да се поврзат со еден нов вид на превоз? Генерално железничката инфраструктура околу Скопје не е на лошо ниво. Мислам дека низ урбаниве подрачја на Скопје тоа ќе биде многу тешко изводливо, да не кажам и несправедливо. Чисто од декоративни причини може би да се направи некаква атракција, но од функционален аспект во делот на супституирање на постоечкиот превоз, мислам дека ќе ни биде многу тешко и скапо да го замениме со железнички превоз. Може би министерот за транспорт, со него немам разговарано лично на темава, само ја прочитав изјавата. Може би мисли да приградските населби, да речеме Драчево и така натака, ги врзе со центарот на Скопје и мислам дека тоа е доволно. И тоа сакав да кажам, тоа е сосема соодветно решение, затоа што на некој начин ќе ги намали градските гужви во делот на сообраќајот. Еве и мене ме заинтересиравте, ќе се видам баш со министерот и ќе поразговарам отворено на темата на што мисли. Значи инфраструктура делумно има, се веројатно треба да се реставрира некој. Да, но мислам дека толку Скопје е урбано развиено во последните 20 на години што не гледам каде би се сместила таа инфраструктура во делот на урбаните подрачја. Се зборам во ајде да кажеме урбаните населби, руралните зашто да не. Така. Не ја криете желбата да се кандидирате за градоначелник на Скопје. Ме интересира што ве поттикна за таа амбиција да е. Видете, јас сум председник министер за локална самоуправа. Значи јас сум во секојдневните мои процеси и активности врзан за локалните самоуправи. Логично е да сум максимално посветен на состојбите во град Скопје. Прво бев и еден дел од проблемот, ајде да го наречеме, потоа и сум емотивно врзан за градов, значи навистина ми се повраќа од ова што го гледам. Не можам да се екстрахирам од работите. Реков досега во емисија, навистина отворивме многу значени и витални процеси во рамките на Министерството за локална самоуправа и тоа ми е главниот фокус, да не сватиме погрешно. Секако е огромна чест да предводиш главен град, метропола, како што е Скопје. Реков и емотивно сум врзан за градов. Дури пред некој време на емисија, еден од вашите колеги мислеше дека не сум роден во Скопје, па се да објаснивме на крајот, ја навистина цел живот сум го поминал овдека, освен оние денови од годишен одмор кој што сум бил надвор од Скопје и навистина сакам да имаме успешна градска приказка. Значи ние сега во моментов збориме за нерешени основни проблеми, а сакаме да се мериме со европски метрополи. Едно со друго некако не оди, значи едноставно треба да некој се разбуди од зимскиот сон, барем овие неколку десетина месеци што се останати до локални избори да ги субституира со некаква активност, ако се одважи, ако не, ќе ги решаваме после тоа. Ве фаќа страф ако е токму вас ве одберат за градоначелник после сето ова што сега не му се случува на Скопје и колку работа би ве очекувало тогаш? Воопшто. Дојдете еден ден со мене во Министерството за локално да видите колку работи. Воопшто не ме фаќа страф, напротив мотивиран сум до бескрај, заради тоа што точно знам што треба да направам. И ова пак ќе кажам, не го зборам декларативно, него за се ова што го зборам, имам план како да го реализирам. Ете, вие сте моментално министер за локална самоуправа, колку таа функција ќе ви помогне во таа другата функција, градоначелничката? Ете, ги знаете како течат работите со европските фондови, како полесно да ќе има веројатно искуство кое што Ќе има искуство, сега малце се нашалиме, ако би требало оваа улога да ми помогне за следната улога, ако даде Бог да се случи, тогаш не би требало да го отварам законот во делот на отповик на градоначелник. Напротив, се шалам само со ова. Ја навистина сакам да ова законско решение биде подобрено за сите нас. И така како беше огромно искуство, затоа што оваа позиција дава комодитет во насока на запознавање на примери од соседството, запознавање на прилики во земји кои што веќе го изоделе овој пат. И навистина за мене би било поразително да нешто што е добро и применливо во земји кои што се слични како нас и кои што тргнале од иста појдовна точка, а се многу понапред сега, да она што ќе го видите да не го пресликате кај нас. На крај на денот сите влегуваме во политика, во јавниот живот, да оставиме некаков печат, значи кога ќе се свртиме назад да кажеме да, ова сум го направил, горд сум на ова и така натака и така натака. Јас затоа не можам да го разберам раководството на градот, но тоа е друга тема. Друга тема. Добро, не треба сега веројатно да измислуваме топла вода, сами да кажавте. Може само да се свртиме да погледнеме како функционира Љубљана, како функционираат други градови
кои што се од регионов и кои што некогаш биле дел од една држава, но ајде. И кои што се многу слични на нас, и по број на жители, и по површина, и како градови, и како држави. Така. Еве само за илустрација. Лјубљана во последниот циклус, мислам дека се однесуваше за 5 или за 6 години, само на кохезиони фондови има земено 3,2 милиарди евра. Не Лјубљана, се извинувам, цела Словенија. Замислете, 3,2 милиарди евра е нешто повеќе од половина од нашиот предлог буџет за 2025 година, и сите тие средства се имплементирани за регионален развој преку Министерството пандан на Министерството за локална самоуправа во Република Македонија и се насочени кон подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. 3,2 милиарди евра. Дори искрено верувате дека ете би можело, дали вие или било кој следен градоначелник да го извлече градов од калта, зборувам за загаденост на воздухот, да тој не провев што го има градов, толку изграден од згради кои што нели нема промаја. Ајде, градскиот превоз го спомнавме. Кучиња, скитници, може ли се до тоа во 4 години, да речем, да се реши? Исклучиво мора во 4 години да се реши, затоа што, за жал, нашиот менталитет е таков да све што од другиот политички опонент го направил не чини. Ние како влада, напротив, тоа се трудиме да го смениме, и се она што беше малку за волја на вистината, беше почнато, е на квалитетна основа, на вистина е надвор од здрав разум да го прекинеш, како што за жал они прекинаа многу проекти, да не ги именуваме, сега и бројме ќе ни ја земе цела емисија. Јас во оној момент кога ќе престанам да верувам дека можам да успеам, јас ќе се повлечам од политиката за секојаш. Значи мене на вистина ме импонира да можам да придонесам за утре моето дете да биде гордо на мене, фамилијата, да знам дека сум се одработил платата. И ова го кажувам најискрено, и се до оној момент, додека имам сила да верувам во ова, јас ќе бидам во ова. Кога нема да имам сила, јас сам ќе си заминам од ова, затоа што имам што да правам во животот. Има и некои процеси кои што можеби ќе треба и подолго време од 4 годишен мандат за да се реализираат, но да знаете една работа. Ако се влезе со системско планирање, а не парцијални решенија како што досега имавме, како БРТ и така натака, значи не зборам парцијално да решаваме една диагонала на градот, туку цел систем во делот на јавен превоз да го решиме, тогаш исводливо е све. Зградите и урбаното дивење на територија на град Скопје постојат и во лето и во зима. Значи точно ги имаме детектирано загадувачите во градот Скопје. Точно се знае. Работата е што ќе направите за да ги отклоните. Со ваков јавен превоз, многу тешко ќе го намалиме загадувањето. Со немањето на можност да превенираме во делот на дрвото за огрев, многу тешко ќе го намалиме загадувањето. Со немањето на поголеми пунктови за изнемување на велосипеди на сите поголеми станици на јавниот превоз, тешко ќе го намалиме. Значи визијата више имате. Не само визијата, мене ми е разработена до детали, само ќе се стрпите, ми треба малце повеќе време. Тоест, во право време да ја соопштим. Така. До следните локални избори има не цела година. Што да прават скопјани до тогаш? Да стискат заби? Видете, јас не знам ни што ќе прави ни градот до тогаш, на вистина, затоа што вчера бев информиран дека раководството на градот Скопје не го доставила предлог буџетот до советниците на град Скопје на време, значи го пробила рокот. Имено согласно законот за финансирање на единици на локална самоуправа, Советот на град Скопје и на секоја локална самоуправа треба да изготви буџетски календар во кој што ќе утврди во кои рокови би требало градоначалникот да го достави предлог буџетот до советниците за да може да се разгледува и потоа и да се гласа. Тој рок за град Скопје бил 10 декември. Јас денеска сме 13, вчера ја прочита веста, еден од советниците имаше излагање, значи 3 дена е пробиен рокот. Сега ние веќе и тука имаме проблем. Сега навистина не знам што е целта, но ако остане градот и без буџет, тогаш веќе е тотален колапс. А тоа е директно прекршување на надлежностите на градоначалникот кои што се опишани во законот за локална самоуправа. Што значи тотален колапс за обичниот граѓанин во Скопје? Тоа значи дека не може вирман да се плати од град Скопје. Што тоа би било
Нешто пострашно од ова што е сега страшно. Па тоа е само милиметар пострашно од ова што е до сега страшно, затоа што и сега не дека нешто продуктивно се случува, но тогаш би бил тотална анархија, значи едноставно немате буџет. Ако немате буџет, тогаш влегувате во времени финансирања, значи многу големи и тешки проблеми. Добро, вашата амбиција ја кажавте, но ете и вашиот колега со партијец Орце Ѓоргиевски од Кисела Вода градоначалникот не ја крија и неговата амбиција дека сака да биде председател, градоначалник на град Скопје. Сте разговарале на таа тема, како премиерот, односно председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицовски би одбрал помеѓу вас двајца доколку вие сте клучните играчи? Што е пресудното што ќе рече? Јас прво гледам добри односи со сите мои внутрипартиски колеги, без разлика на кој ниво се функционери, па можеби некои не се функционери, и во неколку наврати сум повикувал што е можно повеќе потенцијални кандидати да има за градоначалничкото Скопје да се јават, заради тоа што на тој начин ќе го подигнеме квалитетот во делот на избори и ќе му дадеме поголем комодитет на раководството на ВМРО ДПМН, на мојата партија, при изборот на најсоодветното решение. Во суштина, како и до сега, така и од сега, ние секогаш сме работели на база на анкети, на база на она што граѓаните го чувствуваат и го мислат за определен кандидат. Не верувам дека нешто поинаку ќе биде и во овој процес на избор на потенцијален кандидат за градоначалничкото столче. Јас навистина верувам во кохезија во рамки на мојата партија и барем од моја гледна точка никогаш нема да дозволам овие прашања да се претворат во некое натрепартиско препукување и така натака и така натака. Прво навистина не ми е нивото тоа да се наоѓам во некоја конфликтна ситуација, не ми е тоа комфортна зона. Јас имам точно утврден пат по кој што движам и повторно и ова неколку пати сум го кажал, верувајте ми, ни милиметар не отстапувам од она што го имам зацртано во глава, затоа што знам дека тоа ми е дадена обврска прво за оваа позиција која што ја застапувам, а тоа е министер за локална самоуправа, а понатака и за се останато што следи. Така. Министре, фала ви за учеството. Се надевам дека опфативме повеќе теми кои што се во интерес на граѓаните. Ви посакувам успех и да си ги исполните тие амбиции и желби што ги исполневте. Ви благодарам на поканата. Дечки, фала ви. Гледајте и следете Плюс Инфо.